Во фронтален судир на синоќешната телевизиска дебата, двајцата финалисти на претседателските избори во Франција, кандидатката на крајната десница Марин Ле Пен и центристот Емануел Макрон, разменија обвинувања за нивната визија за иднината на Франција. Тоа особено за француската економија, еврото и тероризмот. Двајцата кандидати дојдоа на клучната телевизиска дебата со резултати од анкетите кои покажуваат дека 39 годишниот Макрон води со 20% пред лидерката на Националниот фронт, 48 годишната Ле Пен, во едниот, како што се оценува, најважните избори во Франција во изминативе децении. За Ле Пен 2,5-часовната дебата беше последната голема шанса да ги увери гласачите во нејзината програма. Таа предвидува справување со илегалната миграција, напуштање на еврозоната и референдум за членството на земјата во Европската унија. Како и да е, според некои анкети, 63% од гледачите изјавиле дека Макрон во дебатата бил поубедлив од Ле Пен. Во тензичната размена на ставови, Ле Пен играше на картата на минатото на Макрон како поранешен банкар и министер за економија. Вие сте кандидат на дивата глобализација, рече таа додавајќи. La France que vous défendez, c'est pas la France. C'est une salle de marché dans laquelle, encore une fois, c'est la guerre de tous contre tous, dans laquelle les salariés français devront se battre pour conserver leur emploi face aux travailleurs. Ле Пен го обвини Макрон дека имал разбирање за исламскиот радикализам и оти немал план за борба против тероризмот. Макрон пак ја обвини Ле Пен дека земјата ја внесува во граѓанска војна. La division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège, le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne laisserai jamais, m'entendez-vous, le pratiquer. Оваа телевизиска дебата, која според проценките ја гледале над 20 милиони, од 45 милиони гласачи во Франција, беше врв на претседателската кампања, каде што освен нивните изборни програми, на светлината на денот излегуваат и личностите на кандидатите.